Искрено, јас имам еден проблем веќе неколку пати да го представам. Верувате, неговата биографија е огромна, толку долга, да многу секогаш нешто ќе испуштам во делот на представувањето. Ако некаде ќе споменам поголем дел од биографијата, пак нешто ќе ми помине. И секогаш нешто останува некажано и ќе тргнам од она што најчесто го испуштам, човек кој што пред се за себе или сите ние сме го доживееле пред се како човек кој што е многу непосреден, скромен, верувате, позадина врз сето она што го поминал до сега во професионалниот и политичкиот живот, многу малку луѓе можат да се пофалат, а таа негова скромност лично ја имам почувствувано и јас во некоја наша соработка, сме имале можност како државни секретари, тој во Министерство за образование и јас во Министерство за правда, и имав едно изворедно искуство пред се како еден од помладите тогаш, а секогаш велев доцент, доктор со таква скромност, тоа е стварно воодушевување, тоа е реткост да видите таков човек и таков пристап и да ви даде можност и за соработка. Тој беше поискусен, ја дојдов малку подоцна и апсолутно таа приступачност негова и денеска има можност и да ја пренесам со сите оние кои што за прв пат го сретнуваат господинот Поповски, човек кој што позади себе има импресивна професионална биографија, политичка од аспект сепак во Република Македонија предава на 3 факултети, на земјоделскиот, на фармацевскиот, на технолошко-металуршкиот факултет, кој што во својот професионален ангажман поминал, значи, како визитинг професор на универзитети во Јапонија, во Соединените Американски држави, Франција, Италија и така натаму, и од 20 и кусур години негов професионален ангажман во Република Македонија или надвор од Република Македонија поминал повеќе од 5 години. Основно нешто што го краси, секогаш се враќа во Република Македонија, продолжува овде да делува, да действува со сите оние резултати кои што ги има за себе и како државен секретар пред се во делот на стратегијата, националната стратегија за развој на образованието 2005-2015 година. Таа стратегија буквално лично тој учествувал во незиното изготвување и денеска се применува во Република Македонија, се уште нема донесено нова. Тоа покажува дека она што го остава за себе секогаш трае, е долгорочно и верувате, ако погледнеме покрај ангажманот, имаме човек кој што пред се е семен, кој што говори 3 јазика, англиски, грчки, италијански. Тоа веројатно ќе ни го реши и спорот со името. Можеби тоа е дутот кој што до сега ниту еден председателски кандидат го немал. Не се најде лидерство кое што на еден попрагматичен начин сакаше Македонија да ја однесе во Европската унија. Јас имам рецепт за тоа. Ако го изолираме прашањето на името, тогаш ние треба со грците да бидеме добри пријатели. Пристаниште, туризам, економија, сето тоа е нешто што треба да не соединува, да не приближува. Јас велам, еве доаѓа грчката репрезентација за некој месец да игра бараш со македонската ракометна репрезентација за пласма на светско првенство. Ајде да направиме преседан, да им покажеме дека Македонија е добар домакин. Ајде кој ќе се свири химната да аплаудираме, кој ќе шетаат низ Скопје да се чувствуваат безбедни. Можат ли на тоа потоа негативно да одговорат? Кога ќе соберете новинари грчки и македонски, наместо да сеат омраза, да сеат добри информации, тогаш после еднаш, два пати такво нешто името ќе ви стане ирелевантно. Ќе речете, бе, ние со овие луѓе одлично функционираме. Па еписибир дали било вака или онака. Јас од името не се откажувам. Значи, уставното име има да се заштити и идентитетот на македонските граѓани има да се заштити. Ние паднавме во очите на меѓународната заедница. Луѓето се мајтапат сега со Македонија заради сите овие гафови што ни се случува. Ние прво треба да ја вратиме довербата во меѓународната заедница, да сватат дека од оваа страна сега имаат сериозни луѓе кои што сакаат да работат за доброто на нивната држава, а не за доброто на нивната партија. И кога ќе го стекнат тој впечаток, тогаш многу полесно ќе можеме да се вратиме на позициите од 2008-2009 година, кога тропавме на вратата на НАТО, за малку не влеговме и кога во меѓувреме
Сите оние симпатии кои што ги создадовме во изминатите години, за жал сега ги немаме. Македонија е контаминирана држава во однос на политиката, како во правосудниот систем, така и во медиумите. Моја цел ќе биде да го деконтаминираме правниот систем. Луѓето што ќе бидат предложени и избрани од председателот како членови на Уставниот суд и на Републичкиот судски совет нема да бидат партиски луѓе. Тоа ќе бидат најдобрите авторитети за судство во Република Македонија. И врз нив нема да може да се врши никаков притисок за да се креираат некакви политички судења, за да потоа добиваме политички затвореници. Ние сме една ретка земја во светот која што се уште има политички затвореници. Ако има политички затвореници, јас ќе потпишувам аболиции. И во Македонија ви ветувам дека веќе нема да има политички затвореници. Председателот има своји ингеренции во одбраната. Меѓутоа, одбрана без задоволни луѓе, припадници на вооружените сили, немате солидна одбрана. Ние направивме за жал една разлика помеѓу припадниците на Министерството за внатрешни работи на армијата на Република Македонија. Мора да го подигнеме стандардот на припадниците на армијата на Република Македонија. Мора да не интересира нивниот работен ангажман по исполнување на старосните услови. Оваа држава не смее да си дозволи тие луѓе да страдаат за леп, односно на 45 години или не знам кога да остануваат без работа. Ќе најдеме начин да за тие луѓе секогаш има место во администрацијата, односно да бидат во функција на... Зборуваат за консензуален кандидат. Ама консензуален кандидат на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Не консензуален кандидат на граѓаните. Фактот што јас успеав од вас да добијам поддршка во сите градови во Република Македонија, да имам зад себе подписи на припадници на сите заедници кои што живеат во Македонија, е знак дека јас сум уствари консензуален кандидат на граѓаните на Република Македонија. А тоа ќе го докажам и на начин да во својот кабинет за прв пат во историјата на Македонија ќе дадам можност и опозицијата и власта да си номинираат своји луѓе, па таму да ги градиме клучните одлуки во однос на националните интереси на Република Македонија. Ќе признаете дека тоа до сега оних се закопуваат во своите бункери и си пукаат едни на други, не водејќи сметка за виталните интереси во државата. Рече, пресконференција, соопштение во јавноста, ве молам министру за социјална заштита, решете го проблемот на овие 6000 луѓе кои што бараат своја правда. Никогаш тоа не се случило. Го донесоа законот за високо образование преку сила, брутално. Тој е академски човек, тој е универзитетски професор, наместо да не го подпише указот, бевме кај него, го молевме, дајте направете јавна дебата, барем да го издискутираме. Не. Никогаш не даде отпор на донесен закон на оваа власт. Не може да му убеди дека овие стотици илјадници закони сите биле добри за граѓаните на Република Македонија.